Благодарам, почитуван председателя. Почитуван колега Китановски, имам до вас една искрена молба. Дали може на еден ден само да ги замениме на очарите? Ќе ви ги дадам јас моите, вие дајте ми ги вашите, може би ќе успеам да поверувам во сликава што ја прикажувате за Република Македонија, бидејќи очигледно многу порозово гледаат вашите научари од моите. Додека ве слушав за време на излагањето, добив впечаток дека живееме малтене во Шведска, а не во Република Македонија. Сето она што го говоревте не е така во реалноста. Фактичката слика во Република Македонија е дека секој трети граѓанин живее со 60 денари на ден, дека секој трети граѓанин е невработен, дека не можат луѓето веќе да сврзат крај со крај и кога ќе го отворат фрижидерот повеќе им е празен отколку пол. И не треба денеска ние да ги подсетуваме на тоа. Граѓаните го осеќаат на собствен грб секојдневно. За жал, оваа влада продолжи да ги троши народните пари на непродуктивни трошоци, за шетање во странство и за скапи економски промотори, кои што не донесоа ниту една нова странска инвестиција. За скапи реклами, кои што не го подобруваат животот на граѓаните, напротив, дополнително ја потценуваат нивната интелигенција, и за останати такви непродуктивни трошоци кои што не го подобруваат животот на нашите граѓани. Да ве потсетам само дека оваа влада е првата која што побара и доби од ова собрание можност за законско неплаќање на владините долгови кон македонските фирми. И се уште до ден денес и покрај тоа што неколку пати прашуваме, не знаеме колку е вкупниот внатрешен долг на Република Македонија или колку владата им должи на фирмите со кои што работи. И си дозволува упорно да тоа не им го плаќа. Дури и законско решение донесе за да може легално да не им исплаќа. Кога, почитуван колега, ќе дознаеме колкав е тој долг? Кога ќе банкротираат македонските фирми и кога сами ќе почнат да кажуваат на кого колку му должи владата? Кога веќе сакате да говориме споредбено. Надворешниот долг на централна влада, ова е од извор од Народна банка на Република Македонија, да не кажете дека пак нешто Социјалдемократскиот сојуз филува. Во 2002 година, кога СДСМ дошле на власт, бил 1.100.000.000 евра. Во 2006, кога СДСМ ви ја предава власта, тој долг е намален за 100.000.000 евра и изнесува 981 милион. За на 31.3.2012 година, после 6 години ваше владење, тој долг да изнесува 1.528.000.000 евра. Или со други зборови, секој новородено дете во Република Македонија веќе должи повеќе од 1000 евра. Како изговор за лошите политики, решивте со новиот бранд да ги менувате третиот, четвртиот и петтиот ешалон. Најдовте во УЈП 40 раководители во другите институции кои што се виновни, наместо вината да ја лоцирате во првиот човек кој што ги поставувал тие луѓе.